да знаете дали сте на вистински пат и дали добро сте работеле и доколку вие бидете задоволни со вашите одговори на секој од овие прашања, не треба воопшто да се мислите и да одговорите на 70% од овие прашања со кои што можете да ги подкрепите со некакви примери на вашата работа, задолжително треба да конкурирате за национална ознака на квалитет. Па кога е во прашање она соработка меѓу партнер училишта и стратегии за координација меѓу наставниците, за тоа имаме секогаш доволно докази или снимки како што се еве сега вебинарите или пак можете да направите фотографии дали работите со партнерите за планирање на проектот. Тоа секогаш се прави уште пред да се започне, пред да се објави план на проектот, секогаш се прави средба, па се договарате, па може да се направи уште тогаш некаков план кој што и како ќе работи во самиот проект. Дали организирате редовни состаноци со вашите партнери, треба да се истакне секогаш и некаков план на состаноци и не е воопшто битно дали тоа ќе биде секоја седмица, месец или дали ако трае проектот подолго време, во некои периоди да е почесто или поретко, се зависи од потребите. Така што битно е да се договарате за се и на секог да изнајдете термин кој што ќе одговара на секого. И дали споделувате распоред на активности на TwinSpace? Да, тоа е составен дел на некоја страничка, ќе се најде автор и коавтор на проектот, секогаш ќе го вметнат тоа се знае. Стратегии за онлайн соработка меѓу учениците и тука треба и да планирате и да овозможите дали ќе биде преку училиште, зашто често пати знае и да се случи во училиштето да немаме или интернет или едноставно откажал компјутер или нешто друго. Ако е од училиште, најчесто користиме наши телефони, битно е да се заврши работата или пак вака во попладневните часови па од дома да се договориме сите, како наставници, така и ученици. Создавање заеднички производи, без тоа не оди. Значи, секој краен продукт што ќе произлезе, дали тоа ќе биде книга, видео или било каков продукт, секогаш се дели по бројот на партнери, училишта и секој ќе добие по неколку странички или по неколку минутки од некое видео, што треба, па на крај еден ќе се реши или еден може да добие само, не мора ни да снима, да ја заврши работата и да направи едно заедничко видео. Важно за секого да има работа. Кога е употреба на ИКТ, знаете дека не можеме дури ни да замислиме проект, да го осмислиме, да го организираме, да закажеме било што, ако нема ИКТ, така да за тоа е најлесно и да докажуваме и да покажуваме. Особено е важна и употреба на ИКТ алатки, не треба да претеруваме. Она што ние умееме да направиме, па например на секоја страница ќе употребиме нешто друго или не знам што, нема потреба од толку, доволно е да имаме од 3 до 5 некакви алатки кои што ќе ги задоволат сите потреби на проектот. Значи, од она запознавање или првите страници на кои што ќе објавувате нешто, доволно е некаква табла да објавите. Силвана зборуваше и вчера за ИКТ алатки, можете нешто да одберете. Реков, јас лично не се задржувам на ИКТ алатките, зашто за време на ковид ги поминав скоро сите. На крај, кога увидов она што најмногу ми одговара или нешто што не ме ограничува, обично се решавам на такви, ем да се бесплатни, ем да можеш да правиш што сакаш. Па еве, кога правиме некаква книга, сите ние се повикуваме и најчесто одиме некако е најшарено, најубаво, наједноставно на StoryJumper, арно ама кога ќе споредите со Book Creator кој што ви дозволува да правите илјадници страници, нормално дека ќе се решите за таму, само што треба малку и да поработите за да можете да работите или да заслужите да работите во Book Creator, од причина што тоа е алатка од Microsoft. И, например, ако се потрудите да користите повеќе алатки, ако редовно водите некаков дневник, па да можете да го подкрепите тоа дека вистина го правите, па можете да конкурирате и за Microsoft експерт, иновативен наставник,
па после тоа ќе добиете да бирате алатки со кои што би сакале да работите и да ви бидат бесплатни, а имат сите можности како платените. Така да можете да направите библиотеки по илјадници книги, и тоа ништо да не ве чини. Верувам дека има и во бесплатна верзија, повторно може да се направи, зашто една книга може да биде еден проект, во текот на година ви требаат 4 проекти, 4 книги и ете, задоволувате потребите. Или оној падлет што секогаш кажувам дека е најпригоден и дури во забавишни групи и би можеле дури и самите ученици, односно малите дечиња да научат да го работат. Па да не заборавам и Векелет или све или нешто друго што оди повторно по тој пакет со Microsoft. Кога е управување со TwinSpace, дали имате добро организирана TwinSpace страница, верувам дека секој тоа го прави. Значи, кога организираме и кога ги правиме страниците, секогаш гледаме како ќе оди тоа за било кој да влезе во проектот. Кога кажувам било кој, знаеме дека од нашата национална агенција во секое време може да влезат, може да видат што правите. Впрочем, така би требало и да прават и да влегуваат, за да можат да ве оценат или да утврдат кога ќе конкурирате за ознака за квалитет, дали навистина го правите тоа што го наведувате. И битно е исто така дали сите партнери работат во TwinSpace. Треба да ги внесете и учениците, особено оние кои што се постари од тамо 13 години. Потоа прашања, авторско право е безбедност, дали сите лозинки за лични информации се заштитени во TwinSpace, дали воспоставите јасни правила за онлайн соработка, тоа задолжително оди, и дали користите материјал без авторски права, па во главно материјалите што ги создаваме се наши, ние сме автори, па и ние самите и одлучуваме каде и како ќе бидат. Инаку, ако треба да употребиме нечие, секогаш се наведува од кого е превземено, кој е автор, со оние со кои што можеме да стапиме во контакт и ги прошуваме за дозвола. Педагошките пристапи ги поделив еве тука еден, па после два. Значи, самото поставување на образовни цели, дали целите се јасни и едноставни. Многу е битно да внимавате кога поставувате цели да биде според возраста, дали се ориентирани кон градење вештини и компетенции, дали резултатите од проектот се квантитативни, дали целите се реални и со согласност, како што кажав, со возраста на самите ученици, дали се разумен предизвик за вас и за вашите ученици и ред други работи, со тоа што еве примери од самите педагошки пристапи и она што го правевме некогаш во редовната настава. Секогаш се повикувам на експериментите, на демонстрациите и она што го правиме по предметот физика. Некогаш поставуваме и како загатки, нели, она да самите се увериме, еве има одлична можност, сега што имаме 24 од 24 експерименти, божикни експерименти организирани од Германското Министерство за образование и тие на сличен начин функционираат. Или ќе добиете нешто, па треба да одгонетнете, или пак треба да го направите, па да одгонетнете или да одговорите зошто се случило токму тоа. Во овој случај гледаме, знаеме како се простира светлината, а тука сме ја натерале да тече заедно со водата. И зошто е тоа така? Или пак, еве една мандарина, знаете и самите сме миеле досега 100 пати мандарини, ако ги ставите во едно тенџере со вода, сите ќе се обидуваат да дојдат на површината да пливаат. Арно, ама ако ги олупите, ќе пропадне, ќе отиде на дно. Зашто тие портокалови лечиња исполнети со воздух сте ги стоблекле и нормално како потешки со поголема густина од водата ќе пропаднат. Или тука кога е во прашање, еве сега само што ја завршивме темата со топлина, кога е во прашање термоизолација, па се она што го прават учениците и надвор од наставата и за наставата, сето тоа може да се искористи. Еве ние токму со оваа тема и се надпреварувавме, па освоивме
игри, па децата и по часови остануваат да поиграат, зашто тоа им е интересно и интересно е во смисол зашто го освоиле. Не верувам дека некоја игра не може да си овозможат и да си ја купат, арно, ама кога ќе ја добијат како награда, некако забележав дека им е посладка. Тука се повторно училишни активности, активности од редовните часови. Уште работиме во 8 одделение, првата тема ни е движење и сили, и ова се идеални начини да ја размрдате малку наставата, да ни биде поинтересна. Обично изработуваме автомобили или други превозни средства на воздушен погон, без разлика дали ете како што момчево држи едно стиропорно бродче, кое што исто така се движи на воздух, или девојчињата со автомобилите на воздушен погон, па организираме и надпревари, зашто треба да изучуваме од брзина, забрзување, и сето тоа ќе испитат и како самите сили влијаат на брзината и на движењето на овие автомобили, со тоа што ќе ги пуштаат по различни подлоги, некоја ќе биде помазна, некоја ќе биде порапава, и сето тоа треба да ги натера да размислуваат и да дојдат до вистински заклучоци. Сето тоа убаво ќе го забележат. И реков, тоа е тоа што може да се искористи и во редовната настава, и во проектите. И тоа е таа имплементација, па дури и во повеќе предмети. Значи, можеме тука секогаш математичарите добро ни доаѓаат, особено кога треба да составиме некаква задача или пак да решиме. За самиот дизајн тука се уметниците и можеме да соработуваме буквално со сите. И во втората секција, тоа се оние педагошки пристапи, наставни предлози, всушност ова што пред малку го кажав, фактички се однесува и за овој дел. Значи, дали постојат различни значајни педагошки методи и техники, дали се во согласност со поставените цели, дали се организирани и користени на иновативен начин, дали има нови педагошки методи и пристапи, дали ученикот е во центарот на проектот, како и во наставата. Впрочем, се врти околу нив, иако јас сметам дека заедно со нив и ние треба да сме тука некаде во тој центар. Потоа интеграција во наставниот план и програма, интеграција во наставниот план и програма во еден или повеќе предмети, како што пред малку што спомнав, може да оди во повеќе предмети, зашто во еден проект можеме да работиме, дури може и еден цел колектив со сите предмети и со оделенска настава. Значи, дали проектот вклучува наставни цели и содржини на наставна програма, дали е некако предвиден проектот како дел од официјално образование, всушност оние планови и програми кои што во поново време и треба малку сме ги смениле, па ни е додадена задолжителна воннаставна активност. Веќе зборував еднаш на оваа тема и кажав дека фактички за воннаставните активности доволно ви е да сработите еден e-twinning проект и да ги задоволите сите барања од една воннаставна активност, која што можете да ја работите во текот на целата година. Мултидисциплинарен пристап, дали соработувате со колегите во вашето училиште, тоа е убаво да соработувате и да имате секогаш некаков тим, барем од тројца наставници, зашто секогаш ќе ви потребат, особено во оние проекти кога треба да изберете нешто, организирате надпревар, без разлика за што е, дали е, да речеме, еве мода, па она изработка на фустани од некакви рециклирани материјали, дали ќе биде како еве надпревари со автомобили или цртежи, како што имаме во многу проекти, па организираме и некакви регионовизии. И таму ви е потребен и тим од училиште кој што ќе потврди дека навистина сте ги почитувале сите тие критериуми што се таму дадени. И затоа секогаш гледајте да имате барем 2-3 колеги кои што работат исто во e-twinning, кои што се на платформата и можат секогаш да ви помогнат кога ќе потреба.
Потоа, што е со вашите партнери, дали проектот вклучува различни теми, ако е да, треба и да се подкрепи. Сето тоа реков, кога даваме одговори на било какво од овие прашања, треба веќе да имате представа со што би можеле да го подкрепите тоа што сте го кажале. И клучни компетенции, знаења, вештини и ставови, дали клучните компетенции, вештини се релевантен дел од вашиот проект, и ако е да, дали содржината, целите, активностите на проектот се поврзани со клучните компетенции и вештини. И последното, резултати и документација, постигнување на множеството цели, активности и исходи, дали се исполнети целите утврдени на почетокот од проектот, на што сте се договориле со партнерите. Убаво е да водите јасен дневник, не заради другите, колку заради вас. Кога ќе треба да конкурирате, секогаш ќе знаете и од каде да зирнете, што да подкрепите, и не мора да биде, може да биде и јавен, може да биде и само за вас, можете да го водите во некаква книга која што ќе биде исклучиво за вас, да не ја споделувате, зашто многу нешта на интернет, ако направите да биде приватно, ќе остане така. Потоа евалуација на проектот, дали ги оценувате сите активности на вашиот проект, дали резултатите од оцените од учениците и наставниците се видливи на TwinSpace, дали вклучувате и размислување од сите учесници се разбира. Јас конкретно користам еден Padlet, на почеток веќе ги објавувам критериумите и секоја активност како ќе биде вреднувана, па така однапред самите ученици, па и колеги учесници можат да се самовреднуваат. Тука е и дисеминација, дали дистрибуирате проектот надвор од училницата, значи секогаш е пожелно, барем на ниво на училиште, да се го представите проектот кој што сте го изоделе со колегите од другите држави. Не е лошо истото да го направите и во соседните училишта, па може и вака ете некаков вебинар, па да се представите и пред целата македонска јавност. Убаво е и да го искористите за некаква обука на колеги почетници и да покажете што се може да се направи и што можете да постигнете од еден проект. Па повелете, драги мои, ако имате нешто да прашате, да додадете, да искоментирате. Игор, повели Игор. Благодарам, Аида. Навистина корисна презентација. Еве, јас сум еден од твоите соработници на неколку e-twinning проекти, каде што навистина твоето искуство многу ми помогна. И еве, бидејќи спомна за Белград, па еве сакам да кажам дека јас бев еден од учесниците на настанот, кој што беше организиран од нивната агенција, и навистина имаше што да се научи, што да се види. Навистина се вклучени, имаат многу e-twinning амбасадори и еве, едно искуство само да споделам. Благодарам, Игор. Браво. Некој други има нешто да додаде, да каже? Повелете, колеги. Повели Селда. Добро вечер на сите. Јас Добро. сакав, ме интересираше како пример се пријавуваме за овие твининг настани, кој има право да учествува на овие твининг настани надвор од земјава или како е? Самата национална агенција објавува конкурс, на конкурс се јавуваат учесници кои што би сакале да одат, тие одбираат во зависност од тоа, па веројатно имат некакви своји критериуми. Претходно можете и да се распрашате лично во национална агенција и тие ве праќат. Инаку секој, тоа не е забрането за учество, само ако сакате да ви бидат покриени трошоците, треба да бидете испратени од агенцијата. На своја рака секој може да оди каде сака. Се надевам
сте задоволни, односно ви одговорив, тоа е тоа, нема друго. Да, благодарам многу. Иначе И на многу вас. ви благодариме за преубавата спремност и ете како и да е, учиме многу од овие настани. Благодариме. Ме радува, благодарам и јас, Анеца, повелете. Добро вечер на сите. Јас како представник од Националната агенција би сакала само малку да дадам подетално објаснување на прашањето што го постави претходната учесничка. Значи, Националната агенција секогаш транспарентно објавува повици што може да ги најдете на веб страната или на Facebook профилот. Таму се споделени, значи, сите критериуми, транспарентно се, нели, вие аплицирате, ние транспарентно ги бодираме сите учесници и врз основа на таа ранг листа се одбираат учесниците. Би сакале, значи, секогаш да имаме поголем број на учесници што може да ги пратиме на настани. За жал и ние сме ограничени со бројка од најчесто 2 до 3 учесници. Меѓутоа, ги охрабрувам сите заинтересирани постојано да ја следат страната на Националната агенција и да аплицираат. Благодарам, Анета. Благодарам и на вас. Некој друг нешто да праша? Супер, ете сега ќе имате и вести од прва рака. Забележувате дека самите настани не се само, секогаш кажувам, само инфонастана, обработуваме ние многу и теми, па повеќе се инфотематски отколку само информативни, но се со цел да бидеме поинтересни и да го задржиме вашето внимание.